Ова утро со нас, на моје големо задоволство, е режисерот на долго очекуваната серија Црвениот поет Никола Поповски. Никола, добро утро, добро ни дојде. Добро утро. Веднаш ќе почнам со тоа долго очекувана, затоа што чекавме 6,5 години. Ќе зборувам и за тоа зошто сме чекале, но ајде сега, значи дека треба многу години наназад да се вратиме на самите почетоци. Како започна се? По чија иницијатива, по чија идеја? Па 2016 година работев некои други проекти и тогаш се случи да биде објавен конкурс за финансирање на серии од државата. И бидејќи имав комуникација со мојот професор Сашко Насев во еден разговор, во една средба, тој покажа иницијатива да се направи обид да се најмногу од почит и од желба и од потребата да се навлезе подлабоко и да се представи на публиката некој од нашите најголеми дејци. Тој конкретно ја поткрена иницијативата да се разработи сценарио за играна серија која ќе го земе како предмет за разработка животот, делото и се што постигнал поетот Коста Солев Раци. Нема да те прашам зошто токму тој и тоа како треба да е токму тој. Ќе те прашам еве каков предизвик е тоа токму тој како човек, како личност за тебе, што представува за тебе, затоа што и како ти го доживува, затоа што од тоа како режисерот го доживува многу зависи како после ние публиката ќе го примиме. Па има доста многумина или најчесто кога ќе се спомне некое големо име од нашата култура или наследство, многу повеќе некако постои желба да се валоризира историската димензија на таа личност. Но еве јас прво што помислив кога се исправи таа работа пред мене е дека можеби според мене секој народ мора да оддаде признание, почит и на некој начин да си ги представи и да си ги конзервира своите најголеми дејци, што го дале најголемото културно наследство. Еве, ќе набројам само неколку филмови. Амадеус е филм документ за Моцарт на австријците. И после ти се врежува таа слика, тој приказ цел останува живот за сите нас и за идните генерации за секогаш. Така што тоа прво ми падна на памет дека ова ќе остане за понатаму за еден куп нови генерации да можат да навлезат и уште подобро да го почувствуваат времето во кое тој живеел, начинот на кој што творел и како дошло до тоа да тој ја напише таа прекрасна поезија. Да, паметам, односно прочитав имаш некој изјава уште тогаш дека целта е всушност да се конзервира, сочува, односно со други зборови, одреден дел, парче од нашата историја. Сега ме интересира како истражуваше за него. Сега сите знаеме многу за Кочо Рацин, но сепак како режисер мора да навлезеш многу подлабоко. Како истражуваше и дали откри нешто што еве ние како поширока јавност не знаеме за него? Освен неговата поезија и расказите кои што секако мораше да бидат прочитани повторно, иако ги имам јас лично барем читано и како дете. Голема благодарност до сите луѓе кои што се потрудиле и направиле еден посебен фонд на документација и архивски материјали од Кочо Рацин во нашата Македонска академија на науките и уметностите. И сето тоа е електронски дигитализирано и во електронска форма достапно на интернет, така што многу лесно имавме пристап до директни, дури може да се наречат историски извори кога се работи за истражувањето на неговата биографија. И исто така има неколку пишувања кои што се веројатно зачувани од некакви структури или група луѓе кои што се левичарски ориентирани, бидејќи тој бил нели комунист,
Па на тој начин ни возможија да дојдеме до еден куп податоци, еден куп писма, еден куп сведоштва од тоа време. И така се подготвувавме за сите тие Го фаќаш целиот негов живот, буквално од раѓањето до неговата смрт, целиот тој период. И тој период пред Втора и за време на Втора светска војна. Да. Да, серијата започнува со неговото раѓање во 1908 година. Го следи неговото детство и повлекувањето од училиштето. Така што потоа го следи целиот негов поетски опус и целиот негов политички ангажман се до Втората светска војна, кога и се случува неговото убиство. Има и други значајни историски личности, така, испреплетени во серијата. Кои се тие? Па неизбежни се најистакнатите комунисти во тоа време, односно членови на Комунистичката партија на Југославија, која била во илегала со тогашната обзнана на кралот, на југословенскиот крал. Комунистите били и официјално забранети, прогонувани, апсени, тепани, ништо помалку и Кочо Рацин. Така што тука се Панко Брашнаров, Јосип Броз Тито, Методија Шаторов Шарло се појавува и ред други повеќе или помалку значајни личности. Имаш исто така една изјава, малку да ни дообјасниш, велиш дека во оваа серија е опфатен синдромот на маргинализирање на оние кои што најмногу можат да ни помогнат. Да, тоа е една појава која што често ја гледаме. Обично Што значи не од денес? Се плеткајава во нашата историја? Конкретно со Кочо Рацин се случило тоа што неговата партија го има исклучено од партијата поради тоа што не се согласувал со некои ставови на раководството. Има ли нешто што и ден денес не го гледаме различно од тоа? И затоа го истакнувам тоа дека навистина бил маргинализиран во одреден период, никој не сакал да соработува со него, го избегнувале. Дури јас не ја знаев таа сцена, навистина се има случајно кога шетал по камениот мост во Скопје, двајца младинци кои што биле веројатно заслепени од насоките на партијата, најбрутално го исплукале на улица, чисто само поради таквиот бојкот кој што настанал од неговата партија. Ајде малку околу оној техничко-административен дел на серијата. Колку епизоди се, колку време се подготвуваше, колку време траеше снимањето? 10 епизоди по 30 минути. Се подготвувавме многу. Има многу актери, многу локации за снимања, поготово што тоа се локации кои што треба да доловат една историска епоха, значи историски градби, историски интериери, со реквизити од тоа време. И се подготвувавме со месеци. Можеби 5-6 месеци траеше подготовката, потрагата по актерите, пробите со актерите, костимски проби, потрагата по локациите. И кога веќе тоа со голем напор успеавме да го направиме, снимањето помина во атмосфера исполнета со многу љубов кон тоа што се прави и можеби еден месец траеше снимањето, но и постпродукцијата уште неколку месеци, така што целиот процес можеби траеше околу 2 години. И самиот процес и течеше по планот, така претпоставувам, без некои проблеми, нормални проблеми. Знаете како велат, плановите постојат за да бидат променети, но да се завршат. Но плановите многу се променија во однос на емитувањето. Каде се закочи целата работа? Зошто толку години се чекаше да ја види светлината на денот, така се вика серијата, да? Мислам дека има многу фактори, тоа е моје мислење, има многу фактори кои што влијаат на тоа да серијата еви скоро 6 години откако е комплетно завршена, се уште не е прикажана на телевизија. Конечно, ќе има кино прикажување на
Рациновите средби во Велес, во понеделник на 12, 13 и 14. Во 3 вечери ќе биде поделено прикажувањето на сите епизоди. Сите епизоди ќе отидат Да, преден? и ќе биде слободно за секој кој што сака да може да дојде со бесплатен влез. Еден од факторите кои што влијаат на тоа да серијата се уште стои, условно кажано во бункер, како што сакаат да кажат некои луѓе, е константната промена на општеството кај нас. Што и да тоа значи. И општествата околу нас, така, затоа што тоа е една од шпекулациите, во последно време и светот се променува, така што веројатно сето тоа има удел, што и да значи тоа. И другата работа што е... Дали тоа значи некому содржината не му одговара? Па не би можел да тврдам, бидејќи не сакам да шпекулирам, но кога нешто толку долго стои непокажано и кога некој упорно толку долго време не покажува интерес, односно се однесува инертно кон тоа, остава простор за се покреативни и покреативни шпекулации. Мислам, читаме по медиумите до каде одат некои претпоставки, дури и политички претпоставки постојат. Ама не е само интерес, Никол, како што ние имавме оваа тема и во утринската, постојано се третира и во вестите на Алфа телевизија. Законот не е испочитуван, затоа што по 2 години од завршувањето на серијата, доколку не се нашол простор соодветно за финансиска надокнада, тогаш мора бесплатно да се даде да се емитува. И Алфа телевизија се обидуваше неколку пати да дојде до серијата. Да, но пак ја кажам, јас не сум експерт за тие правни детали и не би можел да тврдам што точно е проблемот. Еве, тие што се повикани или надлежни за таа работа, ги повикувам да ја анализираат ситуацијата, дали е тоа договор, дали е закон за филмска дејност и како што треба да се постапи по закон, нека се постапи. Не би можел јас да дадам моја тврдење. Како и да е, добриот момент е што конечно, ако ништо друго, барем на соодветно место ќе биде премиерно емитувана Рациновите средби и тоа јубилејно 60-то издание. Јас само за крај ќе те претпоставам, сега ќе се заокружи на некој начин целиот процес, за конечно и публиката да го види. После ова авантура, да речем, со чекањето, некој друг соодветен збор може би треба, чекајќи го Годо или не знам како, во какво сеќавање ќе ти остане се тоа? Прекрасно сеќавање. Сега за сега е тоа моето најголемо дело што сум го работел и секогаш ќе се сеќавам на разработката и на припремите и на снимањето како на убави моменти и уште би посакувам исто така да се сеќавам и на прикажувањето и на реакциите на публиката и на сите убави работи кои што може поезијата како што е таа на Рацин да ни ги донесе. Никола, ти благодарам многу на ова твое гостување. Посакувам многу публика и како што велиш да го конзервираме тој дел од серијата, да остави како